Почитувани, добар ден. Ја следите анализата на телевизија 24. Јас сум Сеад Резвановиќ, прва емисија во оваа сезона. Ке разговараме денеска за македонско-бугарските односи. Се чини дека вечна тема, но која е повторно актуелна сега поради европските перспективи на Северна Македонија. Имено официјална Софија неколку пати повторува дека ќе ги блокира преговорите на Македонија, дека ќе го блокира европскиот пат на Македонија кон Унијата доколку не се исполнат некои барања кои се поврзани најмногу со историјата. Она прашање Чифе Гоце Делчев е само едно од прашањата околу кое се спорат двете земји. Денеска имаме и нова информација која дојде пред малку, а тоа е дека официјална Софија пратила и еден објаснувачки меморандум до Европската Унија за своите ставови и во тој меморандум од нив бара поддршка. За тоа и повторува се разбира дека ќе го блокира почетокот на преговорите доколку не се исполнат одредени барања. Ова се дел од точките за кои ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се Благој Чатанасовски, политички аналитичар, Виктор Канзуров, новинар, и Тодор Пендаров, исто така новинар. Добра вечер на сите. Како што кажавме, ова што го кажав за тој објаснувачки меморандум на Софија, кој инаку не е прв ваков документ до Европската Унија, не е прв пат да се објаснуваат позициите на Софија и да се бара поддршка. Е сепак денешна вест објавена. Атанасовски, како вас ви се чини, што би значило, дали на ваков начин Бугарија сака да ги засили своите позиции пред евентуалниот почеток на преговорите, кој може би почнал во декември, како што сака, да речеме, Германија, која сега председаваш на Унијата? Добро вечер. Прво, значи, тоа не е ништо ново, ништо изненадувачки од официјална Софија. Во изминативе 3 години од кога е потпишан договорот за добрососедство и пријателство помеѓу Македонија и Бугарија, перманентно гледаме официјални изјави од нивните официјални представници, од премиерот, од министерката за надворешни работи, од министерот за одбрана кој е лидер и коалицијски партнер во таа влада, во однос на позиционирањето на Македонија. Тие се изјави со заканувачки тонови, тие се изјави кои перманентно не подсетуваат дека доколку не се согласиме со бугарските ставови визави македонската историја, односно македонското поимање на историјата која ние изучуваме во изминативе 75 години откако сме државотворен народ, тогаш ќе следи вето. Сметам дека тоа се националистички ставови на официјална Софија кои во моментов се користат за притисок врз нашата страна и за создавање на едни тензии, веројатно под тој притисок, за да се доведе Македонија или преговарачката позиција на Македонија, историскиот тим кој е во мешовитата комисија историско-образовна, која треба да ги реши сите тие спорни историски настани, историски ликови, историски револуционери, за да ние, условно кажано, подклекнеме или попуштиме под официјалните ставови на Бугарија. Јас и неколку пати во мои изјави и колумни во однос на ова прашање сум напоменал дека веројатно сега бугарите очекуваат по решавањето на спорот за името, по архивирањето на грчко-македонскиот спор за името, кој се заврши со Преспанскиот договор, сега доаѓаат 5 минути на Бугарија кои таа веројатно сака да ги искористи во своја полза, за своја цел и од позиција на членка во Европската Унија, во една асиметрична ситуација во која се наоѓа нашата земја и самата Бугарија. Ние сме земја која претендираме да станеме дел од Европската Унија, тие се долгогодишна членка на Европската Унија, да ги наметнат тие нивни позиции, да ги прифатиме, бидејќи може да го користат инструментот вето како што го користеа грците. Да, добро, во ред, мислам дека за вовет, господине Канзуров, ќе дојдеме истото прашање за вас. Јас сакам да кажам дека во најавата за вашето гостување, кажав дека вие сте еден од оние кои се идентификуваат како бугар во Северна Македонија и во било која друга ситуација, мислам дека во современиот свет потенцирање на
nečija etnička pripadност би било вулгарно и би било тотално несоодветно, но мислам дека тоа е многу интересно што кај нас во соглед на историските околности тоа е сепак вест кога некој се идентификува како бугар во оваа држава. И затоа сакав тоа да го кажам и да ве прашам што сега вие би кажале за овие реафирмирање на позициите на Софија? Па добро, прво би благодарам за поканата за учеството во емисијата. Се надевам ќе го задржиме вниманието на гледачите и ќе разјасниме некои работи. Мислам дека во првиот дел од вашето прашање се крие и одговорот на прашањето од вториот дел на вашата експликација. Значи тоа што јас успеав да го прочитам многу на брзина и непосредно пред да дојдам тука во студиото, е некакво толкување на тоа како се јавило македонското национално чувство од толкување од страна на Бугарија, со тоа што е една ограда давам, многу често јас тоа го видов во медиум на македонски јазик, а многу често медиумите на македонски јазик погрешно информираат за некоја состојба во Бугарија или нешто што се тврди таму, така што го земам со резерва. Ова штом рековте дека е вест некој да биде најавен според етничката припадност, која патем речено не би требало да е чудна, бидејќи бугарската етничка припадност е и на Гоце Делчев, Јане Сандански, Ѓорче Петров, Даме Груев, Пере Тошев и ред други личности од историја. Тоа е мислење на целиот свет. Тоа е мислење на целиот свет. Тоа е мислење на целиот свет. Мислам дека ова ќе биде една од темите на дебатава. Тоа е мислење на целиот свет. Онда ќе имаме карање. И токму реакцијата на господинот Пендаров, со кого еднаш сме биле заедно во емисија и покажа после подпишувањето на договорот. Прво зборувајте македонски, ве молам. Нема недела дена во македонскиот јазик. Вие сте новинар. Знаете што, ова е Македонија и зборувајте македонски. Ќе се обидеме да една недела, а не недела ден. Ќе се обидеме да разговараме за се извинувам, ќе се обидеме да разговараме за овие прашања со аргументи. Ќе ве молам. И ве молам нека не ме прекинува. Нека не ме прекинува. Мислам Нема, значи не прекинувам позната е неговата вулгарност. Ти можеш да кажеш дека ти мислиш дека Гоце Делчев го свари и нема да те прекинува. Господине Пендаров, само да го ставиме господинот да, еве има Казуров да се објасни, да. Кеј Димитар Влахов во Скопје. Ке зборуваме, ова е една од главните теми на емисијата, ќе има време за имаме доволно време за дебата, во Република Македонија или сега веќе Република Северна Македонија, кејот Димитар Влахов покрај реката Вардар, каде што вадиме биометриски документи. Димитар Влахов 1928 година, значи на 25 годишнината од смртта на Гоце Делчев, во тематски број на весникот или списанието Македонско дело, 4 мај 1928 година, вели дека Гоце Делчев по народност е бугарин. Секој може сега да направи еден клик дома на интернет и да го провери тоа. Нека повели на сајтот. Но вели и дека е македонец и дека не е бугарски националист, туку се бори за правата на сите македонци. Ќе влеземе во материјална дебата токму за овие работи, да не навлегуваме веднаш на првото прашање. Господине Пендаров, повелете со вашиот вовет. Уште еднаш ќе кажам. Да. Дали господинот се чувствува бугарин или марсовец е негово лично право и го почитува. Кој што треба и он да го почитува моето. Дали е Гоце Делчев, Јане Сандански, што ги наброја сите бугари, ќе го почитувам само кога каже дека он така мисли, а не да ја наметнува за апсолутна вистина пред нас овде и пред гледачите. Тоа никој нема право вам да ви го оспорува вашето национално чувство. Тоа нема да го почитувам. Вие така немате право да го оспорувате на мртви луѓе националното чувство. Исто си некултурен колку што сум ја, ми уваѓаш узгор. Нормално и зборувајте македонски, инаку ќе побарам симултан превод. Добро, сега да не ја вулгаризираме дебатот. Не сме во Србија. Со господин, твој проблем каде си бен? Со господинот, ние во Скопје зборуваме скопски дијалект, кој е доста близо до српски. Не е тоа оригиналниот. Добро, сега да не навлегуваме во така семантички. Македонски јазик како кој се изразува, почитувајте го македонскиот јазик. Зашто се уфрлаш во спор? Зашто те боли? Затоа што нема недела дена во Македонија. Тоа е српски јазик. Значи, една недела по подпишувањето на договорот,
со господинот бевме на друга телевизија и се направивме парчиња. Зошто? Заради истите работи, затоа што ме убедува, сега е пофлексибилен, тогаш ќе да спомне името македонски јазик, али нема веќе. Точно, воопшто не е точно. Емисијата можеме да ја погледаме во секое време, стои на YouTube. Добро, да. Значи, во цело време, ја не сум историчен и овде мислам нема што да дебатираме за историјата. Се гледа. Бидејќи нема потреба да се дебатира за историја. Значи, секогаш бев против подпишувањето на ваков тип на договор со Бугарија, бидејќи договорот е тотално асиметричен во однос до нашата страна. Тотално асиметричен. Второ, вие рековте последните 3-4 години. Овиот став на Бугарија за негирање на македонската нација од 45. Не од 45 од доаѓањето на Тодор Живков на власт. 56 година на пописот во Бугарија 186.000 луѓе се декларираат како македонци, не како бугари. Денеска тоа ни го објаснува дека бугарските попишувачи не се декларираат, БКП насилно ги запишува. Жена ми е од тие луѓе. Дозволи да кажам јас дека Ама жена ми е од тие луѓе. Денеска објаснувањето дека попишувачите се насила пописот, во левата рака имале пенкола, во десната имале пиштол и бам пиштол на чело и му вика пиши се македонец и ти пукам. Глупости. Глупости. Објаснувањето, само да прекинеме, тоа дека Георги Димитров се сметал за етнички македонец. Не е точно, Георги Димитров никош не се сметал за етнички македонец. Се има изјавено... Георги Димитров и Јосип Брос Тито беа добри пријатели од времето на Коминтерната. Само толку. Добро. И уште нешто. Ја да ви кажам... И уште нешто. Заради тоа пријателство, добро, ние им опростивме на бугарите околу 11 милиони долари репарација. Добро. И денес како ќе загусти у Грција, грците што викаат на Германија? Ало, не си ни платил репарација. Сакам да ви кажам одговор на тоа што го викате вие, тезата на денешна Бугарија во однос на тоа дека е насилно спроведен пописот со кој се идентификувале 186.000 етнички македонци, тоа што Георги Димитров се сметал за етнички македонец и Бугарската комунистичка партија во тој период додека Георги Димитров бил комунистички лидер на Бугарија, била многу пофлексибилна во однос на македонското национално прашање. Тогаш се и моментите кога не пише дека Георги Димитров бил бугарин. Добро, дека бил македонец. Може да завршам, ја ве сослушав да завршам. Значи има тези денеска. Македонија. Има тези денеска во Бугарија и во Македонија во однос на зближување на тогашна Југославија и Бугарија за соединување во конфедерација и при тој процес да се случи присоединување на Пиринска Македонија кон Вардарска Македонија. За тоа има документи, има Бледски договор, има испраќање, само да довршам. Не да довршиш, кажуваш погрешни факти. Добро, кои се фактите? Ја вика, па добро, македонските историчари што кажуваат? На Блед се разговара за создавање на федерација меѓу Бугарија и Југославија. А што кажав ја? А што кажав ја истото? Знаеш што е проблем? Што е проблемот? Проблемот е, бугарите стојат на став да таа федерација има две така, а Југославија сака да биде седма конститутивна република. Југославија оди да биде седма. И тука не се слагаат, тука завршува договорот. Добро, јас сакам да докажам, вие ме прекинавте. Значи има процес на почнување на обединување на Пиринска Македонија. Нигде не станува збор за менување на границите. Како не? Нигде. Зашто се праќаат тогаш историчари и во културниот дом во Благоевград, во театарот да се организираат представи на македонски литературен јазик? Затоа што тогаш и е случен тој попис за да се случи внатрешно обединување на Пиринска Македонија. Го признава постоењето на македонското малцинство. Добро, а Стамболиев е од времето пред Втора светска војна. Може да се извинам јас да се вмешам малку дале. Мешате Стамболов со Стамболиски, нема такво нешто. Господин Канзуров, еве јас вас да ве прашам. Кога од страна го гледаме македонско-бугарскиот спор, што мислите вие, околу што се спори сега? Бидејќи мене знаете што малку ми е чудно. Дали се спори, дали сегашните македонци се бугари? Или дали некогаш биле бугари па станале македонци? Што е официјалниот став на Софија? Се разбира, вие не сте представник на Софија, но што мислите дека што сака Бугарија да се каже? Супер прашање. Што е ставот, да. Супер прашање, затоа што од некаде од крајот на минатата година, од 20 декември, јас практично од тој период наваму повеќе сум бил во Бугарија.
освен 2 доаѓања, може да се каже 9 месеци, а 7 месеци во континуитет до пред неколку недели бев таму. И многу сум задоволен што ова прашање ми го поставивте. Значи, верувајте, за тие 7 месеци, еве да земеме некаде од февруари до август, септември, јас не сум видел една емисија посветена на Македонија на бугарските телевизии. Една единствена, освен на телевизија Европа, која мислам тука во Струмичкиот регион е дадена веќе како понуда на кабелскиот оператор од тој регион, каде што имаше неколку емисии кои сум ги фатил, но тие ја критикуваат, иако таа е про-герб телевизија, значи про-владина во Бугарија, и тие емисии неколку што беа таму, ја критикуваат бугарската позиција во однос на ова условување за почеток на преговори на Република Македонија или Република Северна Македонија веќе сега со Европската Унија. Значи, верувајте, таа тема не суштествува таму воопшто. Добро, ниту на неа се решаваат избори. Што е? Значи, барањето, тоа исто сакав да кажам, барањето исто овде многу погрешно се пренесува. Воопшто не се навлегува во денешното определување на граѓаните на Република Северна. Ниту се негира македонското национално чувство. Но јазикот ниту се навлегува во тоа. Па и јазикот не се негира. Имаме официјални изјави дека јазикот не се негира. Норма, југозападна норма на бугарскиот литературен јазик. Добро, Красимир Каракачанов е министер за одбрана, тоа го кажува. Па добро, ама тогаш не е. Екатерина Закарија. Добро, ама тогаш тоа е официјална бугарска политика. Добро, ама тогаш не сте требале да се сликате со Каракачанов и да го најавувате, да го кажувате дека е тој наследник на историското ВМРО и легенда. Во Бугарија е. Значи, јас не го фалам Каракачанов, дури мојот идеолошки светоглед е многу различен. Сега вие се сликате, го промовирате, тука ми го наметнувате како антипод. Јас не сум должен да одговарам за тоа. Јас не ја поддржувам во бугарската политика. Јас јавно на телевизија во Македонија сум кажал дека дури и таа формулација од 99-та година од декларацијата за добрососедство е непотребна. Сега има македонски јазик. Има. Дали тоа бугарската официјална политика го признава? Не може бугарската. Вие ако сте политиколог треба да знаете, не може ниту една политика на држава во светот тоа да го признава или не. Тоа е лингвистичко прашање. Лингвистичко прашање што е решено, така? Решено. На конференцијата во Атина. Не знам дали е решено. Прво, ама зашто тоа се условува? Прво се условува затоа што македонската лингвистика тврди дека од средниот век тој јазик е одделен од бугарскиот. Мислите, тоа е причината, затоа бугарите го кажуваат. Тоа е причината, добро, затоа може да се разговара. Бугарите не го кажуваат. Вие одете во Софија, нив не ги интересира ова, си имаат други проблеми. Ама официјалната позиција. И овде верувајте на повеќето бугари веќе им е јасно дека овде нема пријателска држава, дека овде народот дел е пријателски настроен, дел индиферентно. Знаете што, пак дел со омраза, нема таков набој како што вие може ли овде појасен одговор, ве молам, само што ова. Значи, колку што можам да разберам, значи официјална Софија сака за толкувањето на историјата. Да, знам дека за толкувањето. Официјална Софија за јазикот го има во таа декларација или позиција на нивниот парламент од минатата година. Јас со таа точка не се согласувам. Со таа точка за јазикот не се согласува. И никогаш не сум се согласувал. Но македонскиот јазик е нов. Го немало во 19-тиот век, го немало во средниот век. Добро. Ако се повикуваме на Кузман Шапкарев, на лозарите, на Петар Попарсов, тие си ги именувале нивните македонски дијалекти како бугарски. Да ве прашам, може нешто? И тоа нема што да се спори. Океј, така е. Дали еден јазик се кодифицира? Вие велите така е, но господинот тука лево од нас вели не е така. Може да дебатираме со аргументи, да спориме, едноставно секој има свој став. Дали, например, нација која ќе се создаде како социоконструктивистичка вештачка творба од 19 век, во моментот кога се создава една политичка заедница, нормално е во таа политичка заедница да се создаде кодифициран литературен јазик. Греши Бугарија. Добро, каде што се создал и бугарскиот литературен јазик,
со Трновскиот устав од 1878 година, како што ние велиме дека македонскиот кодифициран и литературен јазик се создал 1945 година од Блаже Конец. Сега нашата лингвистика и нашите историчари ги бараат корењата на македонскиот јазик децении и неколку наназад. За да се направи... Не децени, векови. Видете се, имаме реално да бидеме, ја не се согласувам со Може ли историчари, малку- само може ли да малку, докажам. ама- Ајде ќе дайте зборам. со некакви Ако историски- мислите дека јас, на пример, поддржувам некој историчар што има титула доктор на историски науки во Македонија и ќе каже дека македонскиот јазик е од каменот на розета, мене ако ме прашате, тоа е за на психијатри. Са колку и вулгарно да звучи. Значи јас, ако сакам научно, лингвистички ние да го третираме тоа прашање, може да го третирам. Сакам да кажам, мене ме едноставно само иритира фактот што бугарите имаат некоја теза, да речеме, во која кажуваат дека македонскиот јазик е само и само вештачка творба создадена од Тито благодарение на создавањето на државата Македонија во рамките на Југославија. А инаку од среден век, мене ако ме прашате, немало ни бугарски јазик во среден век. Добро, кажете, господин Пендаров, да? Мислам, навистина добиам ошпици кои ќе почнам да слушам вакви дебати. Од една проста причина дека паѓаме во една замка. И сега треба ја да вадам историски аргумент и ќе ви извадам еден од австро-унгарски документ. Не знам дали сте слушнали или не сте слушнали, Ватрослав Облак. Не сте слушнали, очитно. Ватрослав Облак... Ама тој не го тврди тоа дека македонското... Ватрослав Облак, јас сум го читал и го имам. Ватрослав Облак во 18 век го проучува македонскиот, српскиот и бугарскиот јазик. И јасно прави дистинкција меѓу овие три дијалекти. Не вика јазици, него вика тотално различни, дури вели тешко и се разбираат. Толку за јазикот, не сум лингвиста. Него дај нападнете го Кузман Шапкарев тогаш, затоа што тој тврди дека бугарски е неговиот. Дај да зборуваме за договорот за пријателство, кој ја не им се лутам на бугарите, ни немал, нити имам омраза кон бугарите, а уште помалку до бугарскиот народ во целина. Мене, јас се лутам... Мислите дека сегашната ситуација изворот на проблемот лежи во договорот? На сегашната пат позиција? Да, само во тоа. Прво, таков тип на меѓународен договор скоро да не постои во современите меѓународни односи. Бугарите кои се прават, инаку колку што знам, се сеќам од минатиот пат, господинот потеклото ми од Егејска Македонија, да ги прашам како бе ги заборавите 300.000 егејци бугари? Сте слушнале некојаш да спомнат нешто за Егејска Македонија и за проблемот на бугарите во Егејска Македонија? Не. Сте слушнале некојаш да прават споменици на еден Чакаларов кој е од тој крај или некои други? Ами прават и роднините на Чакаларов живеат таму. Сте слушнале некојаш сте погледнале грчка историја каде што јасно пишува дека бугарите биле окупатори 41-44? Каде се тука да речат збор? Не, оти гркоци го заколе ко пиле. Не се... Значи гркоци го заколе... Не се предмет на спорот. Значи гркоци го заколе... Да, не, значи тие бугари не се бугари. Работала... Тие се во Бугарија. Работала тази дупка не е дупка, нели? Значи тие бугари не се бугари, тие може бугари да ги асимилираат грците, да ги убиваат и што сакаат, да ги протераат. Нели биле бугари тие што избегаа по Русија, по ова, по она. И се они ги забораваат. Зошто? Затоа што има таму држава јака која ќе тропне на врата. Ние, овци, кои 30 години која самостојна држава, не знаеме да ги артикулираме своите државотворни и национални интереси на ниво на меѓународната заедница, ни намести еден таков катастрофално лош договор, секој студент кој продолжи меѓународно право, меѓународно јавно право, треба да нашата влада го прифати, господине Пендаро, па значи не е наметнат. Заев и Борисов го подпишаа на 2 август, Заев рече дека е добар. Јас предлагам референдум да има. Дали е лош или добар нашата влада согласно волјата на нашата влада се подпиша тој договор на 2 август? Не реков дека со пиштол го подпишавме. Ја реков дека со непознавање на нашите. Почнете да собирате подписи за референдум, прв ќе ви се подпишам. Со непознавање на нашите. И да прекинете. Во тој договор имате тотална асиметрија. Се прекине со оваа фарса. Тотална асиметрија. Точно. Ама на пример како не го и како го елегантно околу прашањето на граѓаните
од едната држава кои живеат во другата држава. Не се спомнува малцинство. Бугарите и три паметни со многу поголемо дипломатско искуство него што нашите, велат државите подписнички имаат право да се грижат за своите граѓани кои живеат во соседната држава. Ама добро, тоа дали нашата преговарачка страна пред да го потпише тој договор имала увид, тогаш министер беше Никола Димитров, премиер Зоран Заев веројатно биле свесни што потпишува, не може ние сега да негираме на пример дека сме влегле во стапица. Дури ако гледам ја изјавите на премиерот Зоран Заев во изминативе 3 години, он цело време користи некои терминологии со кои сака да докаже дека меѓу нас и Бугарија ќе се случи еден нов нормален европски пат. Значи никогаш Зоран Заев не се откажал од тој договор, извинете. Но на зборови само, на дела не, ама никогаш на пример не кажал овој договор е катастрофален. Он условно кажано дава кураж и надеж дека тој договор ќе профункционира. Кога го потпишал? Така е, значи он уште дава надеж дека тој договор ќе профункционира. Ама он може да дава надеж што сака, не ме занима. Па што да направиме ние со тој договор, да го кинеме? Да го кинеме сега тој договор? Ако го кинеме, тогаш ќе бидеме блокирани во Европската унија. А вака нема да бидеме? Па тоа е реален одраз на чувството. Како не разбирате дека ние во Европска унија додека зборуваме за македонски јазик, добро, и за македонски народ нема да влеземе. Тоа ви е јасно? Нас не е јасно. Знаете што е проблемот? Проблемот во меѓународните 25 години пишував и зборував дека додека не го смениме името нема шанси да ги средиме. Тоа на секој му е јасно. Не, колега, молим те, до вчера сите викавте не се менува името. Никогаш не сум го кажал тоа, бидејќи како можевме да влеземе во НАТО ако не го решивме проблемот со договор со двете раци го потпишувам дека Преспанскиот договор е многу подобар. Добро, да, може ли да јас мала дегресија? Знаете што јас би ве прашал, господин Канзуров, кога зборуваме за историјата или како што вие велите за толкувањето на историјата. Еве господинот Атанасовски има доста работено на таа тема и тој потоа ќе каже за истото. Ми се чини дека не постојат две држави, особено соседни држави во светот, кои имаат исто толкување на историја. Сите веројатно се спорат околу некој дел од историјата и така територијално ли е, историски ли е, па да почнеме од бившите држави на Советскиот сојуз, од оние, значи Полска вели дека Советскиот сојуз бил окупатор, а Русија дека Советскиот сојуз дека ја ослободил Полска, да речеме, еден мал пример. Зошто толку бугарската страна инсистира на заедничко исто толкување на историјата? Зошто едноставно Бугарија си нема своја историја, а Северна Македонија своја историја? Бидејќи знаете оној термин крадење на историјата ми е прилично банален. Како може да се украде историјата? Еве ќе ви кажам низ мој личен пример. Сега само уште ова. Не зборуваме за признавање на малцинства, за признавање на човекови права, тоа е друга димензија. Зборуваме за овој спор околу историјата. Зошто воопшто се спори? Значи поради ова што го кажувам, дека историските личности кои се темел на државноста на Македонија, духовен темел, барем декларативно, преродбениците и револуционерите од ВМРО, во повеќе телевизиски емисии сум кажал дека имале бугарско етничко самосознание, и тоа не е спорно и за целиот свет. Едно лице од Скопје, граѓанин, не многу индиректно, дури би рекол доста директно, ме обвини дека сум агент на Бугарија, поради тоа што го тврдам. Јас го дадов на суд за клевета. На заседанијата кои досега се одржаа, еве можам да ви кажам дека на што се повикува тој во неговата одбрана. Вели кога во некоја емисија сум бил представен како гостин во најавата, новинарката ми го поставува прашањето, многу гледачи се јавиле, анонимни се разбира, кои рекле зошто го каните него, тој е агент на Бугарија и го плаќа Бугарија. Добро, но сега и вие не ми одговарате на прашањето. Не, одговарам многу директно. Да. И сега јас, поради тоа што кажувам една обична вистина, например, ако кажам дека господинот Тодор Пендаров е македонец, тоа е вистина. Не може да биде нешто поинаку, бидејќи така се чувствува. Ако кажам такво нешто за Гоце Делчев, јас сум принуден да поминам низ такви непријатности, дури на судското заседание тој вели сум ги навредувал столбовите на македонскиот идентитет.
Па јас кажувам како тие се чувствувале. вие... Вчера господинот Драги Георгиев, кој е шеф на македонскиот дел од заедничката комисија, кажа дека има документи дека Гоце Делчев се декларирал и се чувствувал како бугарин. Вие повторно зборувате за човекови права. права. Сега што треба да правам јас? Јас се работи за човекови права. Значи овде во Република Северна Македонија, секој што ќе го каже тоа, сакате да ви кажам колку добивам закани, колку на улица сум добивал. Видите, тоа ништо не е спорно. Тоа е таа разлика. Тоа е таа разлика меѓу другите спорови. А инаку Македонија денес, Вардарска Македонија, која сега е Република Северна Македонија, никој не може на низините граѓани да им каже како се чувствуваат. Дури некој, ако насила им кажува, тие тоа едноставно нема да го примат. Тоа ве прашувам. Не може, овде погрешно се представува тој спор, бидејќи основата на тој конфликт е разбирањето овде, наследено од времето на Југославија, дека тие луѓе се чувствувале македонци. Во информацијата за масовната публика е така. Еве ќе ви кажам друг пример. Има една серија играна од 80-тите години почетокот, каде што се зборува за тоа комитско време и Гоце Делчев се обраќа на некој соборец и вели турците се онаму, а тој другиот му вели а бугарите се оттаде. Како демек вклештени се меѓу две непријатни. А самите тие во оригиналното време се самите се бугари. Ми одговарате со поединечни примери, се извинувам. Се не може постојано да прекинува. Еве ви кажувам еден објективен проблем. А знаете друго, дека јас сега кога ќе се вратам во Бугарија ќе ми удрат црн печат на пасошот бидејќи немам бугарски пасош. Каков агент сум јас без пасош на Бугарија? Зошто дали некој друг граѓанин од друго етничко потекло може да има ваква непријатност? И не сум само јас, еве некои луѓе што се чувствуваат македонци, низ истото поминале тука кои ја кажале таа едноставна вистина. Видите, не ме разбирате. Вчера една партија држи митинг каде што брани една лага. Господине Канзуров, јас се ве прашувам едно, вие ми зборувате за друго. Јас се ова што ми го зборувате, директно ви одговарам на прашањето. Не, прашањето е друго. Прашањето е сосема друго. Зошто Бугарија инсистира истоветно да ја толкуваме историјата? Тоа ми е прашањето. Зошто инсистира на тоа? Нема такво инсистирање, тоа не е точно. Не може да е истоветно. Прво не може да се каже во македонскиот образовен систем во кое оделение. Па тоа е барањето на нема зашто е таа мешовита комисија тогаш за Григор Пеличев? Не е за истоветно, извинете, зошто мешате поими? Каде стои дека треба исто да учиме? Каде стои? Прво овде Гоце Делчев е централна личност. Добро. Таму не е централна личност, не може да биде тоа така. Не може, така е. Тоа си го измислува овде дел од јадноста, дека ќе биде под диктат, како вие ќе кажете, и истите работи буквално ќе се препишат учебникот, нема такво нешто. Софија бара да биде сега цитирајте каде бара истовет. Дали бара луѓето што се чувствуваат бугари да се обележат бара македонската историја да пишува дека сите тие се изјасниле како бугари, дека биле бугари. Нормално, така и треба. Зашто така? Но овдешните историчари да се направи разлика меѓу денешните македонци кои навиваат за Црвена звезда и партизани и хероиме Велјко Ражњатовиќ, да се направи разлика. Се почитува правото на љубителите на Велјко Ражњатовиќ. И да се направи разлика, дека недела дена, како што вели господин. Кратко ве молам, кратко. Ова не е дебата, за жал. Не, добра е дебатата. Не, ова не е дебата. Малку неемотивна, но добра. Значи, дозволи. Мојот дедо до 41 година бил србин. Морал да биде србин, бе немало друго. 41-44 бил бугарин и мајка ми и дедо ми биле бугари до 44-та. Кога Бугарија капитулира, фашистичка Бугарија која капитулира, тогаш стануваат македонци. Немале шанса друго. Има во времето на Отоманската империја ти има можности да се декларираш или србин, или бугарин, и влав, односно грк. Друго нема. И вакво мислење никогаш не се прекинува. Значи, друг ќе формално не можело. Формално зборува. Господине Канзуров, ова е инаку официјален став на македонските историчари. Да. Ова што го кажа господин Тандаров. Значи, потврдувате дека проблем реално има и дека Бугарија е во право. Не кажам дека е во право. Кажам што е става. Да го зема моја збор, може? Може. Ајде. Пака се. Значи, кога се потпиша договорот за добрососедство и пријателство,
ќе бидам искрен пред целата македонска јавност. Ја наивно поверував дека ние, врз база на тој договор за добрососедство и пријателство, етимолошки ќе работиме кон правење од Македонија и Бугарија да бидат добри соседи и пријатели. Искрен да бидам, се надевав дека како два цивилизирани европски соседи, како два народи, ќе седнеме на маса и прво што ќе разговараме е тоа да биде за решавање на катастрофалното инфраструктурно поврзување. Само да докажам. Не е бегање од темата. Значи во тој договор има и други точки, не се само историските точки. Ве слушав 10 минути. Ама Македонија не сака тоа да го реши дури ни за патиста. Ве слушав 10 минути, ве молам да ми дозволите да 10 минути во кои бев прекинуван. Од мене не. Добро, тоа да. Сакам да кажам, автопат Софија Скопје да се направи, инфраструктура железничка да се направи, да се отворат двете општества за културно, уметничко, образовно, како сакате, зближување меѓу двата народи, да се намали таа вековна и децениска, особено децениска омраза, која пропагандистички, само да докажам, од 40 не е вековна. Од 45 еве децениска омраза која пропагандистички некои центри на моќ работеле измеѓу македонскиот народ во времето на Југославија и во овие 30 години бугарскиот народ да постои омраз. Значи сите тие долни епитети кои во македонското менталитетно милје, бугарин татар, за две червени, или не знам таму нас како не вика, се создадени намерно за да постои тој анимозитет меѓу двете општества. Јас мислев дека во тој договор за добрососедство и пријателство ќе се отворат општествата стопански, економски, инфраструктурно и културолошки. Само да докажам. Дали поддржувате вие проект за ребугаризација на Македонија? Не. Па зошто тогаш кога правевте интервју со Петар Богоевски од новата партија, како се вика, не знам дали е регистриран, не му поставивте прашање зошто е во сојуз со бугарско здружение тука, чиј проект е ребугаризација на македонците. Немам таква информација. БККС, Бугарски културен клуб Скопје, со председател Лазар Младенов, познат како Лаза 30 евра, толку зема рекет еден вид од кандидатите за бугарско државјанство. Добро, да не спомнуваме. Тоа може да му го поставите. Ама вие требаше да му го поставите. Ја не сум имал таа информација. Истиот тој Петар Богоевски кој има бугарско државјанство, сега почнува да шири омраза кон Бугарија и кон бугарскиот народ. Епа вака бидете жесток, агресивен, темелен, темелноста е основен принцип на новинарството. Правите интервју со нарачани прашања, тој можеби самиот си ги напишал, вие сте се подпишале, а каде е проектот, а истиот тој напаѓа дека некои бугари овде тоа вие ќе му го поставите прашањето. Проект за ребугаризација на македонците, алудирајќи на мене. А јас имам 100 пати кажано и во интервјуа дека сум против тоа. Така е. А тој е во сојуз со здружение кое тоа на него има го писмени докази дека има такви нешта. Трето лице не можам да. И во тоа здружение е еден осуден за примање подкуп, Мирослав Резински. Окей. Значи сега на заед режимот ги ползува тие двајца, представуваат ѓомити некаква либерална помека струја во бугарското општество и на бугарите овде. И прави една злоупотреба на бугарското дали мене ми е свативте? Окей, поента. Добро, ајде да. Ние само сега да не само ова да кажам, дали ми е свативте поента? Само ова да кажам. Господин Атанасовски, само да кажам. Ве молам да не зборуваме за луѓе кои не се тука, бидејќи не е коректно. Го споменав и Драги Ѓорѓиев. Не се тука за да одговора, да. Сакам да кажам да не зборуваме. Драги Ѓорѓиев можеме да го спомнеме, бидејќи Драги Ѓорѓиев представува како не е коректно да споменуваме луѓе кои шират омраза кон Бугарија и имаат бугарски пасош, како Петар Богоевски. Сепак не се тука да одговора. Не се тука да одговора. Тука може на дебата да видите. Слободно, јас сум предложил да има. Кажете ми, Атанасовски, кажете ми за толкувањето на историјата, кажете ми и вие. Значи толкувањето на историјата. Јас се можат ли две земји да се усогласат заедно да толкуваат историјата? Апсолутно, јас сум навлегол во истражување на тој, да кажам, нереален, ненормален проблем кој постои во однос на нашето поимање помеѓу македонската и бугарската држава. Значи јас од секогаш сум имал симпатии према Бугарија и мене искрен ќе бидам, ме болело што ние сме две соседни земји, културолошки може најблиски, јазично и лингвистички може најблиски, има најголема омраз. Значи поентата цела која јас во целата да речам моја кариера и во јавноста
Секогаш сум пишувал и сум изјавувал тоа да ние се фокусираме на многу подруги теми кои ги тангираат граѓаните од двете страни на границата. Значи, стандардот на населението и во Бугарија и покрај тоа што е 13 години земја членка на Европската унија е ужасно низок. Значи, треба политичарите и политичките елити од двете страни на границата да ги насочат проблемите што се реални и суштински на обичните граѓани, без разлика дали се македонци и бугари. Тоа се решавање на инфраструктурните прашања. Не е култура. Прашањето за Гоце Делчев. Бугарија може да докажам. Никогаш не напушти идејата за Стефанска Бугарија. Не може да ја реализира. Никогаш не може не да реализира. Ја не викам дека ќе реализира, ја велам дека е присутна. Значи да докажа. Например, сите меѓународни договори, билатерални договори, кога се подпишуваат на крајот завршуваат вака. Договорите се направени во три примерока. Во бугарски или македонски, или бугарски и француски, ако е со Франција, и англиски, кој во случај на спор пред меѓународен суд важи англиската верзија. Во секој меѓународен договор, крајот на седен меѓународен договор вака завршува. Господине Пендаров. Кај нас во тој договор уставниот јазик. Според Уставот Ма за тоа е виновен Кузман Шапкарев, не е Заев виновен за тоа. Бидејќи тој неговиот охридски дијалект го смета за бугарски, има книги кои ги печател и во кои тоа го тврди. Поради тоа лутете се на Кузман Шапкарев и на Петар Попарсов и на лозарите. Абе, знаеш што, викам, не може да излезат од таа Сан Стефанска Бугарија, со тоа што... Добро, да ве прашам, во Зајас може ли Сан Стефанска Бугарија да има? Во Зајас. Си ја скратија во однос на Грција. Во село Зајас, дали може да има Сан Стефанска Бугарија? И Костур ја скратија, бидејќи грците, ако ја спомнат, ќе ги колат ко пире. Колкогаш ќе ги Сега ова не е говор на омраза. Второ, Ова замислете. не е говор на омраза. Говор на омраза. Зашто говор на омраза? Спомни му ти на Гркот. Гркот е патриота. И ако му спомнеш дека Кавала е бугарска, ќе се тепа. Патриота е српски збор. Вие сте антимакедонец. Не го почитувате македонскиот литературен јазик. Второ, докаде одат? Докаде одат, оди таа идејата за Стефанска Бугарија. Ќе ви кажам што се случува во така нареченото подрече на Албанија Голо брдо. Тоа е планина Јабланица до Дебар. А во Зајас, чија територија е во Зајас? Чија територија е во Зајас? Таму живеат македонци и нешто од кои се едни православни, другите се исламизирани. Бугарите со две раце делат пасоши. Ја познам 2-3 фамилии. На сила со пиштол, така? Не, има потреба. Тој таму сиромашниот зима пасош албански веднаш, припадник на исламската вероисповест, зима пасош и оди и молам, нема врска. Има меканите во емисија. Тоа е темата за Велика Бугарија. Ајде да ве прашам. Тоа е темата за Велика Бугарија. Господине Пендаров, сакам да ве прашам за ова што го кажавте, ве молам. Во однос на пасошите. Мислите ли дека тоа што се поделени над 100, не знам колку илјади пасоши, има различни податоци во Македонија од страна на Бугарија, дека тоа е... Да, и многу политичари имаат пасоши, пратеници, сегашни и бивши. Дали е тоа еден... Па не знам, греши. Се извинам, дали е тоа силен аргумент на Бугарија во спорот? Наскоро очекувајте... Бидејќи сите тие луѓе отишле... Наскоро очекувајте Софија со право. Со право, велам, со право да побара бугарската етничка земјица во Македонија да стане уставна категорија. Многу брзо ќе ни се случи тоа. Заради идиотите политичари кои не потпишаат таков договор. Добро, Канзуров, сакам вас да ве прашам за... Сега се обидувам на сите да им ги наметнам оние тези со кои они веројатно спорат. Едно од аргументите на македонските историчари во однос на овој спор, тие велат во ред. Сите тие илинденски деци или македонски патриоти, историски личности и така натаму, во одреден момент се декларирале како бугари. Не во одреден момент, низ целиот живот. Добро, во ред. Тие велат, тоа тогаш се подразбира во друг контекст е тоа дадено, дека се мисли на државноста, не на етничката припадност. Во ред. Не биле државјани на Бугарија. Но јас сакам да ве прашам друго. Ке го кажете тоа во ред. Сакам да ве прашам друго.
Дали мислите дека е нормално Бугарија да инсистира толку на бугарскиот идентитет и да ги слави тие историски ликови кои всушност се бореле за отцепување на дел од бугарската територија? Тие биле едни класичните сепаратисти во тоа време. Тие сакале да исцепкаат Бугарија, да создадат независна македонска држава, како бугари во наводници, да речеме, но сепак тие за Бугарија се сепаратисти, така? Значи, идејата за независна Зошто македонска држава е од периодот по Првата светска војна и Тодор Александров и Иванчо Михајлов и нивното ВМРО први ја промовираат. За отоманскиот период, тогаш зборуваме за ВМРО, значи, во отоманскиот период Пиринска Македонија е дел од Отоманската империја. Не може да станува збор за никаков сепаратизам. Зборуваме за оние кои ја пропагирали идејата. Автономизам. Да, автономизам. Значи се бара исполнување на една точка од Берлинскиот мировен 23. договор која 23 која предвидува, ама никогаш не се реализира, автономија на Македонија и Одринска Тракија, по примерот на Источна Румелија. Но видете, тоа е како да поставите прашање на еден албанец дали го поддржува независно Косово. Или на некој грк дали го поддржува независен Кипар. Макариос е грк од Не е Кипар. така, господи. Рауф Денкташ е Косово не турчин се од отцепило од Северен Албанија. Кипар. Па истото е и тогаш. Пиринска Македонија не се отцепила од Бугарија. Таа станува дел од Бугарија по Балканските војни. И друго нешто Но сакам сепак да ви станува кажам. дел. Да, станува дел, бидејќи во меѓусојузничката војна се вклучуваат Романија и Турција и Бугарија е сама против сите други балкански земји. Втората балканска војна. Да, или меѓусојузничка, втората балканска војна, но тоа не е важно. Не е важно. Видете, имаше една ситуација кога во бившото председателство на СФРЈ Богич Богичевиќ, членот на председателството од Босна и Херцеговина, инаку србин по народност, гласа против предлогот на Борисов Јовиќ од Србија за прогласување вонредна состојба, еден вид државен удар од страна на армијата. Откако поминува гласањето 4-4, бидејќи Дрновшек, Месиќ, Тупурковски исто така не гласаат за тоа, значи Словенија, Хрватска, Македонија и Босна и Херцеговина, Борисов Јовиќ му вели: "Па Богич, ти си србин, зошто не гласаш за ова?" И Богич Богичевиќ му вели: "Боро, јас сам србин, али за тебе сам босанац." Значи, тоа е тој двоен идентитет. Регионален сакате. Да, тој е босанец, но и србин. И сега може ли ние да речеме, да релативизираме дека Богич Богичевиќ не е србин? Кога е и така, како таков е избран, Добро, да нешните со македонци против што се, кандидат значи? Ненад Кец... Па македонци се, што се? Јас никогаш не сум го негирал тоа, ниту Бугарија го негира тоа. Овде има замена на тези. И почетокот на оваа антибугарска кампања, треба да се каже тоа, почна со сега веќе бившиот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој почна на Фејсбук да си објавува кратки клипови во кој целиот проблем меѓу Бугарија и Македонија многу итро и подмолно го сведува на прашањето за јазикот. Некој таму непараупатен бугарски водител го прашал на каков јазик зборуваме сега, тој одговорил: "Вие на бугарски, јас на македонски." Ама не е таму проблем. Да ве праша. Ако е толку јунак Никола Димитров, нека си го цитира сопствениот татко, кој во сите негови статии до пред 10 на 15 години тврдеше дека ние порано сме биле бугари. Тогаш Никола Димитров нека биде избран за председател на Македонија со председателски систем, бидејќи тој води револуција против сопствениот татко. Знаете каква сила психичка треба за тоа. Ама не ме оставивте да се доискажам. Зашто? Добро. Па за ова што ми кажавте за сепаратизмот, тоа не влијае на етничката припадност. Сите тие биле бугари. Добро. Контрреплика за прашање? Па не, сакавте да се... Инаку тоа е добар вовед за да се најде модус вивенди, заеднички јазик. Значи тој сепаратизам како причина која го условува појавувањето на македонската народност и тогаш можеме заедно. Се согласам, може да докажам. Не. Прво Богич Богичевиќ не беше во... Само јас да докажам па вие. Ма такви примери Богич Богичевиќ гласува. Ќе му реплицирате. Не беше Богич Богичевиќ во председателството по српска линија. Беше по босанска линија. Тоа и го кажа, да. И затоа гласаше он според волјата на граѓаните на Босна. Според неговата волја, бидејќи беше нормален човек против војната. Ајде, Атанасовски. Значи вака. Донекаде се сложувам со тезата дека ако се отиде во нормална дискусија, можеме ние да се најдеме на половина пат.
нормалните македонски историчари, не тие што ги спомнавте дека го бараат македонскиот јазик во каменот на Розета. Би рекол и нормалните бугарски историчари, кои имаат многу подруги тези од тие, да речам, крајно националистички. Не се соопштува. Не се соопштува, значи има и такви историчари, да седнат и да се согласат дека Бугарија е создадена како држава многу порано од создавањето на Македонија како држава во рамките на Југославија, 70-ти години. Од тој период кога Бугарија била создадена како држава, до 1912 година, додека Македонија не била во меѓусојузничката Балканска војна поделена меѓу трите соседи, на територијата на етногеографската Македонија существувала бугарската екзархија. Изјавите гласана на референдум од македонското население. Океј, се согласам. И пред тоа имало децениска борба за бугарска црква од македонското население. 1870 со ферман на султанот е конституирана бугарската екзархија. Тоа население словенско, кога учело во еден културно-образовен процес, црквите били образовни институции, само извини. Миладинови се пред екзархијата. Зошто вака се обидувате да релативизирате? Само да кажам, за вас, никулците на македонизмот да го речеме, и создавањето на македонскиот литературен јазик и политичка нација, и етничка нација, каде да ги бараме ние во однос визави во комисијата меѓу македонските и бугарските историчари. Дали да се согласиме дека Македонија е создадена вештачка творевина? Не. 44-та, тоа ме интересира, или да се најдеме негде на средина, ние да прифатиме дека точно имало револуционери и дејци кои се сметале за во историскиот контекст. Може ли едно прашање? Ама искрено да ми одговори. Колку луѓе наши сограѓани во Република, сега веќе Северна, размислуваат како вас? Ни 1%, многу малку. Тоа е тоа. Инаку со овој начин на мислење нема проблем. Нема проблем, ама знаете што е проблемот? Што самото општество треба да ги отвара овие дебати. Јас сум пишувал колумни. Јас сум пишал, условно кажано, контроверзни колумни, каде што можеби би бил етикетиран ко бугарофил, но тоа мене не ми пречело. Сум сакал да отворам некој процес и на македонското... дека не сте ниту 1%. Да. Не, ама ние треба да работиме како држава. Ако постојано се караме и се иритираме како две општества... Добро, ама Македонија поради самата себе да го направи тоа. Зошто треба некој Бугарија, Грција или некој... Тие историски процеси и тие историски прашања кои во комунизмот... Не, вие дали разбирате колку е тешко да се живее овде со бугарско етничко? Видовте што му се случи на Денко Малевски, за мене врвен интелектуалец, заради неговата колумна. Ја бев згрозен. Видовте еден интелектуалец како Денко Малевски како беше стаен на столбот на срама. И тоа човек кој токму на најубав начин ги штити македонските национални интереси. На неконфликтен. На неконфликтен, ама тој човек визави генералното мислење во целата македонска јавност се ставил лично да биде етикетиран без разлика да отвори некои процеси. Да, но господине Казуров, ова што го зборувате, но официјална Софија во овој меморандум што денеска го прати, исто така бара од Европската унија дека нема услови да се дозволи регистрирање на постоење на македонско малцинство во Бугарија. Значи, истата политика. Не. Нема услови да се бара здружување на етничка основа, бидејќи таму не е дозволено и на етничка бугарска основа здружување. Ма нема, а турската партија на што се темели? Нема турска партија официјално. Нема турска партија официјално. Нема. Потоа да ви кажам, значи видете во Република Северна Македонија, во Република Северна Македонија, значи живеат 30 до 35% албанци и малоумно е оваа битка за обединета Македонија и за македонско малцинство таму. Тоа се минимум број на луѓе. Значи јас сега бев 2,5 месеца во Пиринска Македонија. Еден човек таков не треба. Добро, од вас од каде ви се процентите? 30-35% Па видете ги бројот на новороденчиња. Ама тоа нема врска, тоа е веќе... Видете го бројот на првооделенци. Дај да направиме попис, ја не викам... Не, јас со тоа сакам друга тема да наме. Каде се албанците во овој спор? Добро, сега не зборуваме за албанците. Со кој народ го крена Охридско-Дебарското востание? Со навивачи на Велјко Ражњатовиќ и на Цеца Ражњатовиќ или со некој конкретен етникум таму и со Петар Чауле? Добро, се извинувам, морам да... Каква е тука ролята? Стално ги губат војните со Србија.
Па Бугарија ниту една војна нема изгубена од Србија, вие неписмен господине шовинист. Нема. Нема ниту една војна изгубена Бугарија од Србија. 1885 во војната во која Србија напаѓа Бугарија, вратени се до Ниш. Вратени се. Кога бил Ниш бугарски? Никогаш. Когаш? Ама тие ги напаѓаат за Софија до осва. Проблемот им е, србите им се комплекс, не знам зошто, им се комплекс србите. Не, вие имате комплекс на пониска. Јас не бев пријател. Вие зборувате на некој мешано српско-македонски јазик. Точно, јас зборувам типично скопски. Место зап велам зуб, место ќуше. Добро, затоа е проблемот со јазикот поради вас. Добро, да не дебатираме. Тој не е македонски јазик. Искрено кажено. Видете, Бугарија и Србија имаат добри односи. Бугарија и Грција имаат добри односи. Вие имате проблем со сите соседи. Кои ние? Не може, Македонија. не може ако вие кои размислувате вака како вас, како ДПМН е Валјево вчера што митингуваше, вие сте на тие позиции. Прво, вие бевте со мене на дебата пред 3 години. Излеговте неписмен, основни работи не знаете. Ја неписмен. 3 години помина и повеќе, не сте седнале една книга да прочитате, барем поубаво да релативизирате како што говорите. Што да релативизирам со тебе? Значи, вие најелементарни работи не знаете. Ти Гоце Делчев е бугарин, Јане Сандански е бугарин и вие треба да се разликувате од нив. А дали ќе ја сакате Србија, дали вие ќе мислите дека бугарите имаат комплекс од србите или од грците, за бугарите не е важно. Никој во Бугарија не сака еден ваков неписмен шовинист да биде бугарин. Како Добро, да. Значи, одиш на навреди, зашто постои доказ, ако те тушам, Нема, треба на лични шовинизам. Со што? Со тоа што го кажавте за грците и за бугарите. Што реков за грците и бугарите? Сакате во понижувачки Значи, контекст ти велам да уште еднаш ставате ќе бугарите. кажам. Ако ти спомнеш на Грк, дека луѓето во Егејска Македонија денешна Видете, вие со нервите имате проблем. се бугари и дека ќе побарате дека Кавала била бугарска и дека не сте били Во Кавала окупатори. и кога Бугарија таму администрираше, мнозинското население беше грчко. Оди Тоа е кажи проблем бугарам, тоа. Вие Вие бидејќи сте викате дека неписмен, била не ги бугарска. знаете тие А работи. веќе ќе те заколе ко пиле. Вака Добро, да ви да. кажам, значи во се Србија, знам, во Белград беше укинато името Гоце Делчев на една улица, образложението беше дека Гоце Делчев не заслужува улица поради тоа што е бугарин и поради тоа што членувал во една бугарска антисрпска организација. Добро, но тоа е вашите така- мили Срби, нападнете ги Но и тоа е став на Србија, нема врска со ова што зборуваме овде. Добро, став е на целиот мора свет. Дали тоа, Добро, мора да се извинам, мора да направиме кратка пауза за Ова прв пат реклами го слушам. и ќе Знам дека продолжиме прв со пат го дебатата. слушам. Останете со нас, се враќаме за кратко.